Во исконските напори на човекот за својот обстанок, воедно и напредок на човечкиот род, шумата му представува еден од основните фактори за живот, влијајќи при тоа врз биолошката рамнотежа во природата, во која тој живеел и обстојувал, и тогаш кога ја нарушувал таа рамнотежа и кога ја осознавал нејзината голема корист и зависност како извор на благосостојби и единствена можност за обстанок. Шумата како сложен систем на шумски и друг растителен свет, животни и микроорганизми, геолошка подлога и почва, клима и конфигурација, представува всушност еколошки систем во кој секој член на многобројниот свет на живи суштества има определена улога и е во рамнотежа во однос со другите членови на оваа заедница. Во нив владее борба за живот на единките, а во вкупниот биланс владее хармонија и совршена рамнотежа. Човечкиот организам е во голема зависност од неговата животна околина и сите климатски појави околу него, а шумите со својата биолошка активност делуваат многу врз таа околина. Првото негово засолниште беа шумите, првата храна многобројните шумски плодови, крзната на шумските животни е и првата облека и така натаму. Според научните потврди, вредноста на шумите се состои пред се во незаменливите функции што тие ги вршат во заштитата и унапредувањето на природната животна човекова околина. Шумите го прочистуваат загадениот воздух. Утврдено е дека 1 хектар зимзелена шума произведува годишно 50 тони кислород. Воедно, таа може да проголта 36 тони прашина и други воздушни загадувачи, додека 1 хектар на листопадна шума ќе прими и задржи 56 тони прашина и слично. Шумите го подобруваат водниот режим. 95% ги задржува водите на врнежите. Се цени дека задржаната вода има 10-кратно поголема вредност отколку вредноста на дрвото. Исто така утврдено е дека со зголемувањето на шумовитоста има влијание врз порастот на врнежите за 20% повеќе од општото количество. Спротивно на тоа, пресушувањето на многобројните бистри планински извори, што за жал е се почеста појава кај нас, е како резултат на сеча на големите шумски комплекси. Шумите се незаменлив регулатор на климатските екстреми, на топлотниот и влажниот режим на воздухот и воопшто ги подобрува климатските прилики во микрореонот и на поширокото подрачје. Шумата ја ублажува бучавата која на своевиден начин го загрозува нашето здравје, нервниот систем и дестабилизацијата на условните рефлекси. Шумски појас, широк 50 до 100 метри, ја намалува бучавата и до 50%. Заради тоа, шумите и зеленилото долж сообраќајниците и автопатиштата во градовите и надвор од нив представува и најевтина заштита од пресилната бучава. Шумите дејствуваат и антирадиоактивно. Зрачењето во шумата е за 5 пати помало од како на отворен простор. Тие служат за психичка и физичка рекреација и одмор на работните луѓе, како и нивно засолниште во општонародната одбрана. Вредноста на шумите, изразена преку општокорисните функции, кои многу пати ја надминуваат вредноста на шумата како производител на дрвна маса, представува наше национално богатство. При тоа шумите представуваат и големо материјално благо, кое не смее да се потценува, туку со тоа треба се повеќе да се смета во иднина. Територијата на Социјалистичка република Македонија представува ридско-планинско подрачје со сиромашен шумски фонд, со големо учество на деградирани шуми и честари и со голема застапеност на обезшумени терени, голини. Голините зафаќаат големи пространства.
се цени дека тие се простираат на околу 340.000 хектари, што представува 13% од вкупната површина на Републиката. Најголемиот дел од голините се во централниот дел, околу 170.000 хектари, потоа во западниот дел со околу 98.000 хектари и во источниот дел околу 70.000 хектари. Слабото или целосно отсуство на секаква вегетација и силно развиената ерозија ги прават голем дел од овие пространства сосема корисни, па затоа нивното облагородување добива карактер на национален проблем и задача. Сликата на ерозивните површини одблизу е загрижувачка. Разнесувањето на почвата е незадржливо и од година на година се поинтензивно. Големите води, иако ретки, нема што да ги задржи на теренот. Брзо истечуваат, миејќи го земјиштето, носејќи големи количества наноси. Улогата на растителниот покривач е спротивна на водата и другите фактори од кои се јавува или поддржува ерозијата на почвата. Растенијата со своите надземни делови ја заштитуваат почвата од директните удари на капките од врнежите, од топлите сончеви зраци, од мразевите и слично, а со своите подземни делови ја подобруваат структурата и го регулираат подземното истечување на водите. Како најдобар растителен покрив кој ја штити почвата од ерозијата е шумата. Тој е најдобриот природен регулатор на атмосферските и подземните води на почвата. Шумата во голема мера го намалува количеството вода што истекува преку неа и ја умртвува нејзината жива сила, до степен кога таа не може повеќе да копа и мие. Дејноста на човекот врз почвата е разновидна. Сече шума, обработува, ора, копа за разни објекти, отвора пасишта и така натаму. Таа негова дејност, особено во ридско-планинските места, е значаен фактор за појава и помагање на ерозијата на почвата. Екстензивното земјоделство, примитивното сточарење, пренаселеноста, а во многу случаи и историските настани, го принудиле човекот да се проширува од рамнината во ридовите и планините, каде што површините се наклонети и стрмни, климатските услови оштри, врнежите посилни. Секоја негова дејност на почвата во тие места помалку или повеќе ја помага ерозијата. Во најголем број случаи може да се тврди дека човекот е тој фактор кој придонесол да дојде до ерозија на почвата. Упропастувањето и уништувањето на растителниот покривач не се единствени начини со кои човекот ја предизвикува ерозијата. Исто така големо значење има и непогодното обработување и наводнување на стрмните површини. Во овој век, земјоделската технологија има постигнато виден напредок, а во последната декада развојот беше дури и експлозивен. Меѓутоа, ваквото напредување е упатено само кон брза заработка. Одржувањето на целината на почвата не е толку примамливо како двојната жетва. Затоа, на зачувувањето на почвата од ерозија не е посветено соодветно внимание. Штетите од ерозијата на стопанството на една земја можат да бидат огромни и немерливи, зависно од степенот на активноста на ерозивните процеси на подравчето. Се оценува дека од обработливите ридско-планински површини, пасишните површини, голините од територијата на Социјалистичка република Македонија, ерозијата одзема секоја година по 70 кубни метри почва од секој хектар или вкупно 84 милиони кубни метри плодна почва, или од неа годишно се губат 2 милиона и 700.000 тони хумус и 160.000 тони азот, што се драгоцена храна за растенијата. Поради овие загуби на хранливи материи од почвата, приносите на земјоделските култури од овие еродирани почви се многу помали од нормалните. Покрај овие штети со наносите од овие порои, секоја година земјоделството во рамничарските реони не може да користи околу 12.000 хектари, што се засипуваат со чакал и песок, од кои за подолго време се неплодни. Да кажеме и тоа дека само по сливот на реката Вардар, Републиката губи секоја година во Егејското море плодни честички од почвата со кои може да се оформи стопанство од 1600 хектари, чиј почвен слој ќе изнесува 60 сантиметри,
доволен да се одгледуваат сите земјоделски култури. Натаму пороите ги напаѓаат јавните патишта, мостови, железнички пруги, населбите, мелиорираните полиња и реки. Неодамнешните поплави направија непроценливи штети. Ова се водите на Вардар, далеко од своето корито. Скоро во сите земји во светот, ерозијата на почвата ја сметаат како непријател број 1. Уважениот академик Синиша Станковиќ, познат биолог, укажува дека борбата против ерозијата е всушност борба за обезбедување на нашата родна грудка, дури и во фигуративна смисла, борба за одржување на нашата почва против опасноста која им се заканува од главниот непријател, од ерозијата, што ја уништува со голема брзина. Вакви слични зборови се искажуваат на разни научни собири на сите јазици во светот. Проблемот на ерозијата со целата своја острина може да се согледа кога се знае времето потребно за обнова на почвениот слој. Според американските стручњаци од оваа област, за природно обновување на почвениот слој, чија дебелина изнесува 25 см од долните подслоеви, потребни се 2200 години и тоа под услов да не е повторно нападнато од ерозија или потребни се 100 години во природни услови да се обнови површински почвен слој со дебелина од само 1 см. Процесите на почвената ерозија што се одвива во разни региони во светот со поголем или помал интензитет, покрај губитоците на продуктивна почва создаваат и непродуктивни површини, а предизвикуваат и губитоци од корисна вода. Предизвикуваат суши и поплави во тие региони, создаваат сиромаштија. Од почвената ерозија не се поштедени земјите со стара култура, како и тие со понова. Постојат многобројни податоци кои укажуваат дека историјата на народите, инките, маја и други, се покриени со дебели наслаги од наносите на ерозијата, дека и Месопотамија, ветената земја, настрадала од ерозија. Така и Енгелс во своето дело Диалектика на природата пишува: луѓето кои во Месопотамија, Грција, Мала Азија и други места ги ископачиле шумите за да добијат обработлива плодна почва, не слутеле дека со тоа ги положиле темелите на сегашните пустоши на тие земји. Нерационалното искористување на природните богатства, почвата и вегетацијата
создаваат немерливи, големи загуби во сите земји во светот, а со таквото дејствување човекот создава пустош. Каква ли му е судбината на ова убаво езеро, наполнето со бистрите води на Охридското езеро и Црниот Дрим? Незапирливо, тоа се полни и со нанос што го довлекуваат водите од неговото голо, сливно подрачје. Според мерењата што се вршат од страна на Заводот за водостопанство на Социјалистичка република Македонија, во повеќето наши големи акумулации се внесува 2,5 пати повеќе нанос од количината што е предвидена според проектот, а тоа значи дека и векот на траењето на акумулацијата се смалува за 2,5 пати. Во акумулацијата Калиманци секоја година се внесува просечно годишно по 597.000 кубни метри нанос, а тоа значи секоја година толку вода помалку во акумулацијата. Ред примери можат да се набројуваат за огромните загуби што ни ги нанесува ерозијата, односно незаштитените голи терени. Последниве години нашата заедница прави големи напори за освојување на голините, да се заштитиме од ерозијата по пат на пошумување и други општествено-економски корисни мерки. Во 1970 година од страна на Собранието на Социјалистичка република Македонија донесена е долгорочна програма за мелиорација на голините во републикава во период од 1971 до 1990 година. Според назначената концепција за мелиорација на голините, се предвидува од вкупната површина 337.000 хектари со пошумување да се опфатат 94.000 хектари или околу 28%, а другите површини со други мелиоративни мерки. Остварувањето на оваа програма отпочна 1971 година и во изминатите 10 години постигнати се резултати кои ги надминаа годишните програми во просек за 200% годишно или наместо планираните 24.000 хектари пошумени се 47.900 хектари. Во изминатите 10 години во пошумувањето на голините посадени се вкупно 125 милиони и 544.000 садници, од тоа поголемиот дел со иглолисни видови. На подрачјето на Скопје има преку 15.000 голини. За овој град, како голем индустријски центар, пошумувањето има извонредно значење. Со пошумувањето на голините околу Скопје, почнувајќи од Водно, северозападно од селото Љубин, па над Кондово, над Кучково, на Скопска Црнагора, кај селото Миладиновци и кај Маркова река, се создава огромен зелен прстен од квалитетни шуми, што ќе представуваат вистинска заштита на големиот град. Досега се пошумени 10.243 хектари. Најголем дел голини го зафаќаат подрачјето меѓу Титов Велес, Свети Николе, Штип, Неготино, Кавадарци. Ерозијата тука најсилно е развиена, ги претворил овие површини речиси во пустина. Затоа за пошумувањето на ова подрачје се обрнува посебно внимание. Во последниве години се прават вонредни напори и веќе зазеленуваат длабоко обработените кордони, влечени по изохипсите на голите падини на Велешките ривишта. Со посебни републички средства, крај автопатот близу до Неготино, 1972 година, беше подигната спомен шумата Гоце Делчев со површина од преку 600 хектари во средината на централното подрачје. Таа успешно расте и е единствена точка што ја разбива монотонијата на голата околина.
пошумувањето на голините се употребуваат голем број садници, чие производство го обезбедуваат повеќе расадници низ целата република. Голем е придонесот за успешното пошумување и прифаќањето на садниците во новите, најчесто многу сурови услови, новиот начин на производство на шумски садници според финскиот метод паперпот. За време од 7-8 месеци се произведуваат квалитетни садници во мали книжни кесиња, готови за пошумување, за разлика од класичните, чие производство трае најмалку 2 години. Советот за пошумување на голините во Социјалистичка република Македонија во 1973 година набави модерна опрема од Финска, која годишно произведува 3 до 4 милиони садници. Употребата на овие садници отвори нови перспективи за поуспешно пошумување и на голините и за збогатување на шумите. Со овие садници се продолжува сезоната за садење, се постигнува поголема продуктивност, полесна е работата при садењето. Постигнатите резултати во првите 10 години во реализацијата на програмата за пошумување на голините представуваат своевиден успех и гаранција за натамошното побрзо и поуспешно пошумување. Во повеќето општини успешно е реализирана акцијата за обезбедување средства за оваа цел. Примената на механизацијата за подготовката на почвата во извекувањето на контурните ровови со подривачите наречени рипери, влечени од тешките и силни булдожери по изохипсите на стрмните терени, се покажа како најбрз, најевтин и најуспешен начин за пошумување. Нека и овој филмски запис биде скромен придонес во одбележувањето на 10-годишниот труд, воедно и признание на сите ширум републиката кои прават напори за воспоставување на биолошка рамнотежа на нашиот дел од природата, очигледно многу нарушена од нашите претходници и современици. Сите изнесени други аргументи за потребата од пошумување на голините и воопшто чувањето и одгледувањето на шумите за нашата република имаат трајно и големо значење. За нашиот релативно ограничен простор, облагородувањето на со векови опустошените, скоро мртви терени, какви што се голините несомнено, значи големо збогатување на нашата земја, создавање услови за поздраво, побезбедно и побогато живење на идните генерации.